Основно училиште Лазо Ангеловски, општина Аеродром. Час во второ оделение. Добар ден, ученици! Како сте денес? Добри! Ајде, Ветран побели. Кажи ми ти, кои бои ги користеше овде? Часот по ликовно најверојатно е наедноставен за одржување кога се нема учебници. Потребни се малку насоки, бои и креативност. Но за останатите предмети на располагање им е само овој, на некој начин збирен учебник. Сите предмети во едно. Тој требало да го користа до крајот на ноември, па содржината е веќе исцрпена. Ни беше кажано дека тоа ќе биде за краток период и нели подоцна ќе стигнат учебници како што и порано било. Но се уште ние работиме по тој учебник што ни е даден. Најголеми проблеми поради недостатокот на учебници има во второ и во петто оделение. Тоа се генерациите со кои почна спроведувањето на новата концепција за основно образование, кога беа прво, односно четврто оделение. Претходните генерации можеле да користат учебници што веќе ги имало, а сега со новата концепција ние чекаме нели нови учебници затоа што мора таму да ги видиме новите содржини и да ги сработиме ние како наставници сценаријата и како да се одвива текот на часот. Сега се е оставено на креативноста на наставниците. Пишуваат на табла, печатат листови со разни материјали, диктираат, а децата запишуваат во тетрадка. Сега ќе поделам неколку наставни ливчиња на секој од вас секако, а вие самостојно ќе работите и секако ќе читате што треба да се направи. Наставното ливче најчесто се состои во тоа што што сме го работеле денес, нели дечињата во некој концепт да го имаат како повторување и секако да го сработат нели она што денеска го научиле, односно дали се постигнати целите што дечињата треба нели да ги осознаат за текот на тој наставен час. Но според новата концепција, учебникот требаше да биде само еден од изворите. Учебниците за нас се само едно помагало, на наставникот не му се секогаш потребни и не ги користиме ние секогаш, но верувајте на учениците и на родителите, навистина им се потребни. Часот заврши, но проблемите останаа, не само во второ и петто. Значи, недостаток од учебници се сите оние оделенија кои што се опфатени со новата концепција, тоа се прво, второ, четврто и петто оделение. Директорката смета дека ваквата состојба влијае за намалување на квалитетот на наученото кај децата. Сите промени се прават во основното образование, не се доследни. Траат до одреден временски период и се менуваат. Образованието мора да има постојан тек. Ако нема постојан тек, се јавуваат одредени дупки. Затоа знаењата, практичната примена на учениците е на многу слабо ниво. Дури сите оние тестови кои што се прават во светски размери ги рангираат за жал нашите ученици на најниските нива. На крајот на наставата, Јасмина Боримечковска, која е членка на Советот на родители, дојде да ја земе од училиште својата ќерка шестооделенка. Вели дека дел од учебниците фалат и во предметната настава од 6 до 9 оделение. Се снаоѓаме со принтање на учебници кои што се јавно достапни на сајтот на Министерството за образование и наука, копирање, лепење на корици и страници на веќе оштетени и дотраени книги, за кои што знаеме дека истите се дефицит, но како такви мораме да ги користиме. Тука морам да ја нагласам и економската и финансиската состојба на повеќе семејства, на кои што истата не им дозволува обезбедување на потребни учебници и материјали за работа. Недостиг на учебници има и за наставата на албански јазик. Во училиштето 7 март во општина Чаир, директорката Фиторе Чирези вели дека и покрај тоа што училишната комисија за обезбедување книги навреме поднела барање, сепак не достигаат учебници. Arsimtarët duhet të gjenden me materiale shtesë, me plotësimin e materialeve, ose nga libra tjera, apo nga materialet që ekzistojnë edhe nëpër internet, në përfaqe të ndryshme, por si të kudo duhet ta realizojnë plan programin që është e parapar programi vjetor. Освен во оделенска настава, и на албански фалат книги во предметна настава. Klasa e 6, domethënë është problem shumë vjeçar, thotë arsimtari historisë. Frëngjishtja, mungesë e disa librave, domethënë jo krejtësisht, po disa. Informatika, klasa e 6 informatika është botuar libri i ri, s'ka ardhur hiç. Mandej gjuhë maqedone, domethënë klasa e 9 është ndryshuar libri, s'ka ardhur hiç. Gjuhë angleze 8-9 s'kan libra, domethënë s'kan pru asnjëherë gjuhë angleze. Mandej gjeografi gjeografi mungojnë të librat e klasës 9, s'ka fare. Prisustluavme na ças po geografia. Shohmi neve në orën e fundit kemi folë për lira? Ashtë. Kur kemi përmend lumet,
Ç'është lum? Mos fare duhet ta di. Ç'është lum? Ujrat rrjedhës pra. Nga kush formon ujrat e lumeve? Lumat formohen me burime. Bravo. Pra, kryesisht nga burimet. Наставникот Гани Амети вели дека наставниците некако се снаоѓаат, но на учениците ова им е голем проблем, зашто голем дел од часот се троши за фаќање белешки. Nxënësat humbin shumë kohë duke shënuar, do thotë, ose nuk mund na përcjellin vazhdimisht, dhe kështu që është pengesë, është një mungesë e madhe, do të thotë sidomos për nxënësit. Se neve arsimtarë si do të gjini me disi, mirë po mungesa e librit bën një vështirësi të madhe që nxënësit në shtëpi të bëjnë detyrat apo të kontrollojnë librin, të lexojnë atë që të jenë në rrjedhja pra të këtij procesi. Во дворот на училиштето разговаравме со родител на ученик во второ одделение. Вели дека неговото дете во моментов има само дел од книгите. Pjesë e di se ja u kanë dhënë një lloj disa libra, na kanë thonë që do t'japin edhe pjesën tjetër pas vizitorit dytë. Од јули па до сега Министерството за образование потпишало договори за набавка на учебници за основно и за средно образование во висина од околу 8,8 милиони евра, покажуваат јавно достапните податоци на Бирото за јавни набавки. Според сумите на тендерите, повеќе од половина од учебниците ги печати или ќе ги печати Европа 92 од Кочани. Станува збор за рамковна спогодба, односно печатницата печати во онолку наврати и количини колку што ќе побара Министерството. До сега се склучени вкупно 5 договори во октомври и ноември за вкупно 32 наслови на македонски, албански, турски, српски и босански јазик. Процесот на печатење е завршен за сите, а испораката за првиот до третиот договор, вкупно 22 наслови, е завршена, а во тек е испораката за четвртиот и петиот договор за 10 наслови. Зошто тогаш на крајот од првото полугодие се уште нема учебници и што треба да се направи тоа да не се повтори? Од Европа 92 одговорија. Што се однесува до другите прашања, не би можеле да коментираме бидејќи ние само печатиме од она што ќе биде одобрено од комисиите во МОН и подготвено од страна на операторот, кој е одбран за изработка на техничко уредување и подготовка за печатење. Од комуникацијата со другите издавачки куќи и печатници, ни стана јасно дека голем дел од учебниците годинава всушност се изданија на Министерството за образование. Бидејќи авторските права ги поседува владиниот ресор, со конкурентна постапка се бара само печатница. Не беше така доскоро. Со така наречената Кембридж програма, најголем дел од учебниците се купуваа преку директно преговарање од мал број издавачки куќи, кои ги поседуваа правата на учебниците. Од компанијата Арс Ламина, која во минатото беше најголем добавувач на учебници, а сега е далеку зад Европа 92, веле дека тие ги испорачале учебниците што им биле нарачани уште пред почетокот на годинава. Учебниците кои се уште не се доставени до учениците се во изданија на Министерството за образование и наука. На прашањето каде е проблемот што доцнат учебниците, од Арс Ламина велат дека лани не биле изготвени учебници за новата концепција, па годинава морало наеднаш да се прават и за прво и за четврто, но и за второ и за петто. Од тука оваа година требаше да се изготват учебници за 4 одделенија по сите предмети, што е долготраен и сложен процес. Целиот овој процес требаше да биде завршен за да може да се отпочне со печатење на учебниците. Да не забораваме дека во Македонија се изготвуваат учебници на 5 наставни јазици, за што е потребно многу дополнително време. А на прашањето како проблемот да не се повтори, од Арс Ламина се директни во одговорот. Прво, Министерството за образование треба да се повлече од издавачката дејност за која се потребни поголеми капацитети, а издавањето на учебници да го врати онаму каде што припаѓа во сите развиени демократски општества, а тоа е кај издавачките куќи.